За вашето утрешно мени како главно јадење ви предлагаме да подготвите полнети мисиркини гради. Круговите ананас ги сечкаме на половина. Чедениот кашкавал го сечеме на 4 догнавести парчиња. Првата шницла ја нарасуваме со мелен црн пипер. Посолуваме. Шницлата ја прекриваме со најлонска фолија. Ја толчиме со чук. Едно парче кашкавал свиткуваме во едната лента пршут. Потоа го ставаме на едниот крај од шницлата. Врз него ставаме еден полукруг ананас. Крајевите на шницлата ги свиткуваме кон внатрешноста. Повторно прекриваме со фолијата. Ги толчиме со чук свитканите делови на шницлата. Потоа филуваната шницла ја виткаме во ролат. На ист начин ги полниме и преостанатите 3 шницли од мисиркини гради. Сончогледот го ставаме во блендер. Го затвораме блендерот и го миксаме сончогледот. Измиксаниот сончоглед го ставаме на чинија. Во длабока чинија ги кршиме јајцата. Посолуваме. Матиме со вилушка. Ролатите ги оплепуваме со брашно. Потоа ги свалкуваме во изматените јајца. Ги облепуваме со миксаниот сончоглед. Потоа ги ставаме да се пржат на поголема количина загреано масло во тава на оган. Откако ќе поруменат од сите страни, ги ставаме на чинија обложена со хартија за да ја впие непотребната мрснотија. Чинијата за сервирање ја украсуваме со листови зелена салата. До нив ставаме тенки коси кругови морков. Украсуваме со полукругови краставица. Врз листовите зелена салата ставаме мали конзервирани пченки. Украсувањето го завршуваме со кришки домат. Полнетите мисиркини гради ги сечеме на половина. Ги сервираме на чинијата. Декорираме со кришки портокал. За подготовка на ова јадење нам ни беа потребни 30 минути.